Вести на Слободна ТВ. Министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на ЕСМ Васко Ковачевски денеска треба да одржат состанок со една од компаниите за набавка на природен газ, што ја посочи лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Состанокот ќе се одржи надвор од земјава, при тоа не посочувајќи за која држава се работи. Бектеши изјави дека се очекува конкретна понуда од компанијата. Ќе се разговара за детали, а јавноста ќе биде информирана и за понудата и за тоа како течеле преговорите. Според него со друга компанија посочена од опозицијата за набавка на мазут, состанок би требало да се одржи до крајот на оваа недела. ЕСМ вчера соопшти дека обезбедила газ до крајот на октомври, како и дека грејната сезона во Скопје ќе почне на 15 овој месец. Двете топлани кои АД ЕСМ ги има под закуп имаат технички опции за различни погонски енергенси. Енергетската криза е во фокусот и на македонските разговори во Прага, каде се одржува првиот состанок на Европската политичка заедница. Премиерот Димитар Ковачевски, кој е на состанок во Прага, беше дел од лидерската тркалезна маса посветена на енергетиката и економијата. Тој, како што соопшти од владата, ги истакнал позициите, моменталната состојба во земјава, како и очекувањата и неопходноста од соработка за надминување на енергетската криза. По Иван Михајлов во Битола, Бугарија денеска ќе отвори уште еден културен клуб со контраверзно име поврзано со фашизмот, Цар Борис III, со седиште во Охрид. Партијата Левица објави дека ќе организира протест против свеченото отворање на вториот бугарски културен клуб. Сдруженијето основач го одреди датумот на само 4 дена пред денот на народното востание против фашистичкиот окупатор во Македонија и државниот празник 11 октомври. Клубот се отвара без позитивно мислење од Министерството за правда, а како организатор на денешниот протест се пријави партијата Левица. И ВМРО ДПМН го подржа протестот, но со поумерени изјави. За Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, отварањето на новиот бугарски културен клуб Цар Борис III е провокација и повика на масовен протест во Охрид. Опозицијскиот лидер сепак им порача на граѓаните да протестираат достоинствено и мирно. Лидерите на Европската Унија ќе се состанат во Прага да разговараат за трите најитни и меѓусебно поврзани прашања со кои се соочува Унијата: руската војна во Украина, енергијата и економската ситуација. Лидерите на Европската Унија ќе разговараат за одговорот на Брисел на руската војна против Украина и континуираната ескалација на Кремљ, вклучително и организацијата на националната кампања за мобилизација, лажните присилни референдуми и нелегалната анексија на украинските региони Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон. Вчера во Прага се одржи првиот состанок на Европската политичка заедница, на која покрај нив учествуваа и 17 лидери од земјите кои не се членки на Унијата. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел на крајот од самитот на новата иницијатива најави дека следен домаќин на самитот на 44 европски држави без Русија и Белорусија ќе биде Молдавија, пошто ќе следат Шпанија и Британија. На состанокот беше постигната согласност дека ваквиот начин на средби разговори за проблемите со соседската соработка без агенда и без формални заклучоци на крајот е соодветен и дека самитите ќе продолжат. Американскиот претседател Џозеф Бајден изјави дека руските закани за употреба на нуклеарно оружје во конфликтот во Украина го ставаат светот во ризик од апокалипса за прв пат по кубанската ракетна криза од 1962 година. Тој додаде дека верува дека неговиот руски колега Владимир Путин не се шегувал кога ги упатил заканите, кога зборува за употреба на тактичко нуклеарно оружје, биолошко или хемиско оружје. Тој додаде дека верува дека неговиот колега, рускиот претседател Владимир Путин, не се шегувал кога ги упатил заканите и кога зборувал за употреба на тактичко нуклеарно, биолошко или хемиско оружје. Бајден ја оспори руската нуклеарна доктрина, предупредувајќи дека употребата на тактичко оружје со помала моќност може брзо да излезе од контрола и да доведе до глобално уништување. Мислам дека е невозможно да се користи тактичко нуклеарно оружје, а да не се случи Армагедон, изјавил Бајден. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност и температура од 20 до 26 степени. Во Скопје слично време и максимална температура до 24 степен. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.